Океј, драги мои пријатели и пријателки, жалам најмногу ми е тешко што ова не е праведен свет. Не само во ова момент. Мислам, кој да смените, секогаш ќе има и незадоволство, секогаш ќе има тешки периоди, секогаш ќе има добри периоди. Работата е стварно кога ќе дојдат тешките периоди, дали има на кого да се потпрете. Нема совршено општество. Да, има добри општества како што се Норвешка, како што е Шведска, да речеме. Каде што работите се можеби најблиску до идеални, или Данска, најблиску до идеални нешто што ние како цивилизација го разбираме. Но тоа е промил спрема она како живее светот. И тоа не треба да не теши. Она главно што ние мораме да го размислиме како, еве, ако се сметаме дека сме некакви наследници на нашите православни татковци, на нашите православни отци, како да помогнеме во моменти кога на вакви луѓе им треба помош? Дали овие луѓе кога имаат ваква мака, имаат кому да се обратат? Не само на Јанко да се јават во емисија. Не е поентата само да си кажете. Мене ми е драго ако ви помогнало самото јавување. Не сакам да биде тоа позитивна промена. Да не се повторуваат работите. Тие луѓе, ако дошло до некое недоразбирање, бидејќи тие луѓе, ја не можам да го осудам лекарот дека лошо работи. Затоа што, нели, преска ви реков, стави го во други услови, тој перфектно работи. Тие се тие лекари, од тука потекнале, професионалци пар екселанс. Зошто тогаш тој лекар се однесувал така како што се однесувал? Значи, работите, условите, дајте им на луѓето добро да работат во добри услови и тие ќе бидат перфектни. Не можеш ти да го ставиш човек у црна дупка и да му викаш лечи. Не можеш да 50 години ова здравство, наместо да се развива, се уназадува. Па последниве 2 децении што беше со транзицијата, нашето здравство е дотепано. Ништо да не се даде пари. Ништо да не се вложи. Сега не мораме да правиме пропаганда дека се вложува и така натаму. Само треба да извлечеме заклучок. Тоа што некој успеал деценија да ги закочи работите и да ги уназадува, колку сега ги чувствуваме тие последици, зошто не можеме да дојдеме до едно поквалитетно и повисоко здравство. А исто и за работа. Исто и за платите. Исто е за се. И кому ќе се обратиме? Кому ја еве да се обратам кога имам тешки периоди? И мене ми доцнати плати, по некоја нема ни да ја земам, по некој спонзор дал, некој не дал, трет го молиш да пристигнат пари. Си се задолжил у банка за да го преживееш периодот, земаш од кредитната, трошиш, сега доаѓа време, треба се врати. Ово постигна, па зема многу пари, а колку има позади? И како кој ќе согледаш салдо нула? Јанко, твојот син, па он приватно студира. Да, затоа што не го додржа мобингот, кој му го вршевте вие партиски активисти, па заврши детето во болница 3 месеци. Па морав да го отпишам од средно државно и да го запишам во приватно средно. И на приватен факултет не смеам да го вратам. Затоа што вие говеда ги запоседнавте местата професорски и така натаму и така натаму. Треба да се преживее. За жал, мислев дека јас, татко ми, мајка ми, јас ќе бидеме генерациите кои ќе го јадеме ќотекот од транзицијата. Од тој геноцид што го викате. Затоа што, добро кажуваат граѓаните, тоа е геноцид. Да оставаш ти 200.000 на улица без плата. Тоа значи 800.000 души без примања. Оти еден, тројца ранал. Пола Македонија е тоа. И уште се упикани. Уште се присатни. Уште мафтаат со нивната идеологија. Тречеразредна певачица влегла во парламент, па ми пушта од мобилен, ми пушта. Стока една, таа зема пари од мене, ја ја плаќам, да ми пушта MP3 у парламент. Што се умислувате? И народов страда. Точно, оваа власт и треба.
Душата ја извадивме и само ја тераме и да се задолжува и да троши и да вложува. Ајде, не вложуваше, ја ќе бев прв пред парламент. Вложуваат. Само сега си гледам, колку години вложувате и не може да се опре и работава. Зошто? Не ги бива. Не е точно ги бива за разлика од другите. Поинакви се. Туку колкава била предходната дупка, што кога си влегол во куќата, стопанката кога заминала рекла, добро, изгубивме, вие сега влашта и влегуваш ти, и ја имаш сцената како од пред дождот. Тоа е тоа. Тоа ја оставивте Македонија. Тоа беше големиот футуризам кој го согледа Милчо Манчевски несвесно. Не ни знаеше. Тоа е символот на Македонија и пустошот, кој се случи и тоа баш годините откако беше снимен филмот. Пуда ти имам стопанката е познатата реченица која ја изговара, се извинувам, ова е цитат од филмот, која ја изговара главниот јунак која ќе дојде и која ќе ја види разрушената куќа. И во тоа живееме. И во тоа не можеме да се оправиме. И затоа вака ќе имаме. И затоа нема да престанам. И дур сум жив ќе ја терам оваа емисија. И нема да ги запаметам. За доброто на народот била приватизацијата во корист на граѓаните. Како да сум јас будала. Како да сум ги заборавил маките на мајка ми и на татко ми. Како да сум си ги заборавил собствените маки. Како да навивам сега за мојот фудбалски тим. Па не е важно што било. Продолжуваме да најавиваме за мојот фудбалски тим. Не е ништо. Нацки. Не. Простено е. Никогаш заборавено. И нема да се заборави. И затоа низ нос ќе ви го вадам. И ќе ви го джигарам. И мобингот и патлаците ставање во уста на моите деца, што го изговаравте, мобингот што и ден денеска моите деца го трпат, само заради тоа што не ви ја ќутам, што не ви ја мислам, што не ви се плашам. И нема ни да престанам. А не ви се плаши ни народот. Диктаторски режим, беземеци едни. Да беше диктаторски режим, да видите, пробајте у Северна Кореја, да видите што е демократски режим по вашата, пошто сте во иста идеологија, драги мои, нели? Лева идеологија. Повелете да видите што е диктаторски режим. Протестирајте пред влада. Пробајте во Шпанија, 9 во Европа. Нема проблем. Направите го истето. Ја велам, нашето проклество на овој македонски народ е што никогаш не сме биле предатори, што никогаш не сме окупирале никого, што никогаш не сме правеле ништо освен да се браниме себе си. И тој ментален склоп затоа дозволува уште такви крвници кои не идел со последните не иделе со пушки да убиваат, туку ги убиваа без работа, со отпуштање, со уништување, со крадење, се уништуваа цели семејства. Тоа е геноцид. Од што умреа мајкави и таткови? Од природна смрт? Им се истроши животот? Од што им беше убаво што станаа без работа? Што видоа дека нивните деца немаат иднина? Од кого падна тоа? Од баба ми? Од дедо ми? Се знаат по име и по презиме. И затоа 7 пати, уште 70 пати народов ќе гласа. Колку и да се лоши овие. А има за што да ги тепаме. Има со хебли да ги тепаме што треба да направат. Но најлоши кога се подобри од што тие кога беа најдобри. Затоа што нивните лоши последици не се трајни последици за нашето живење. А ова уште не можеме глава да кренеме. Уште не можеме да пираме последиците од транзицијата, последиците од 600 затворени фабрики, последиците од ТАТ. Обична штедилница, уште се испотресе. Народот бил лаком, па што ако? Што си дозволил? Што си дозволил такво легално крадење? Кој го овозможил? Јас го овозможив. Банана држава беше 90-тите Македонија. Банана држава. Оние јужноамерикански за кои слушавме генералисимусите како симниот власт стави на власт. Што направивте од оваа земја? Дури веќе не е ни банана, љушпа од банана. И сега, овие ви се виновни не можат да оправат.
Што ќе оправаш? Кажете ми, бели влакна се поцрнуваат? Да, со тюмур, ама не е вратена бојата. Мртво е мртво. Нема регенерација. Сема треба да се преживее барем нашиве генерации. За жал и моите деца ќе страдаат. Ќе страдаат од последиците. Да, напуштаат земјава. Земаат бугарски пасоши. Само ја имам доволно памет, барем да знам кога некој ми ја заковало градата, кој ми ја заковало и заради што. Затоа што дворецот, луѓето од високиот дворец, Олдокс Хаксли, кој го читал, многу добро знае. Многу добро знаат зошто пирамидите ги граделе на водно-нивните златни куќички. Од озгора, од безбедност, од надменост, од его, за да можат собственото, искраденото да се дружат и да се тешат и да гледаат врз плепсот кој ништо не разбира, кој денеска се труе во маглите. Да, денеска, оној што е на власт, тој треба да биде под притисок од јавноста. И он е виновен за се лошо. И он треба да ги поправи грешките од минатото. Ја пак ви викам, прашајте ги вашите, ако се живи, дај Боже да се живи, и ако се живи со какви само последици живеат од она што го преживеа. Прашајте ги, дали паметат што им се случи, кој им го направи и како го преживеа. Многу од вас беа и деца и млади. Не паметите трагедиите. Вие појма немате зошто татко ви морал да посегне по чашка која ќе сте легнеле да пиете, да спиете, а он ќе се напие. Па после ќе се испокара со мајка ви. Што мислите? Затоа што бил лош човек? Или татко ви нервозен седи дома и готви, а мајка ви нашла работа, каква што беше 90-тите години. Мажите без работа седат дома, жените трчаат, ранат фамилија, станаа мажи. И фрустрација, качил притисок, му се слошува, инфаркти, рак, инфаркт, бомбардирање било, Косово било. Не, чемерот и јадот. Од геноцидот. Кога стоиш во концлогор и гледаш како луѓето ти умираат, што мислите, дали старите луѓе што живеат, постарите наши граѓани, што живеат во зградите, кога ги гледаат како пакуваат комшиите, умрел на 55 години, умрел на 52 години, инфаркт на 51 година, рак на 45 години, од што е? Од загадениот воздух? Попокат е пепел, ја има затемнето целава земја со пепел, немало со години сонце на планетава, па преживеале луѓето. Ама преживеале, се држале меѓу себе, сите во собствената мака. Било, виша сила, форс межур, а ова го знаеш крвникот, го гледаш во очи, секоја вечер ти е на телевизија. Или го гледаш, или го слушаш. Надмени, напумпани, надувани. За кого зборите, бе? Кој народ, бе? Која средна класа? Допрва ќе се гледаат работите, затоа што народот ова го памти. Ја го памтам. Народот го памти. Затоа што секоја задушница, додека попот ви пее опело, за починатите, стоите молкум, наведнати глави и не ви се плаче. Црна грудка ви е во градите. Затоа што човек си, не сакаш да убиеш, нема да заколиш, нема да го прекршиш законот, затоа што си Божи човек. А го гледаш крвникот секоја вечер е пред тебе, секоја вечер е на телевизија, секоја вечер е, секој ден е во вестници. Они се обштествени, они се големи политичари, они мислат за иднината на нашата земја.
Они и нивните гавази, и нивните платеници, и нивните кешатори со од амбасади и од странство. И мислите народот не го чувствува? И после се прашувате, зошто бе овој глуп народ гласа за овие, а? Му го перат мозокот. Ја му го перам мозокот. Ја живеам наводно, во својот раскош. Не сум го видел ова. Не знам што е да чекаш на социјала. Не знам што значи да ја изгубиш слезината и да носиш олкав белек. Не знам што значи да доживееш инфаркт. Не знам што значи да стоиш 2 месеци во болница и да гледаш твоето дете на 15 години како го изјадува. Велат, воспаление, не знаеме од што му е, не може да се смири. Да 6 месеци копам од детето дека го тормозат на училиште. Зошто? Затоа што татко му јаде бурек. Немој се плашам. И нема ни народов не ви се плаши. Може би не збори како јас. Подсмевајте се. Ставајте ме сега на YouTube. Ставајте. Јанко полуде. Да, полудев. Ја цел живот сум полуден. И вака ја правам цела оваа емисија. И мака ми е, кога ќе ги слушам, моите гледачи, моите сограѓани. Затоа што, знаете што? Ја не сум први македонец. Јас сум христијанин. Тело Христово. Тоа се моите луѓе. Тоа се моите браќа и сестри. Јас со нив ја споделувам нивната мака. Сакал или не, не можам ни да размислувам за тоа. Живеам со тие луѓе. Нема бегање. И знаеме од кај ми доаѓа маката. Но има една моćна работа. Колку и да перете и со пропаганди и со се. Ја не можам, знаете многу добро, дека ја не можам да убедам никого во ништо. Бидејќи, или ќе ја зборам вистината, или овој народ, оваа публика едноставно ќе ми исклучи, никојаш више нема да ме гледа. Ама ако ја го артикулирам тоа што сите вие сте го преживеале, добро го знаете. Еве ви го одговорот, еве ви го оружјето. Со ова оружје, дзрцките ќе ви ги извадиме. Знаете како? Со заокружување. Сите избори ќе заокружуваме. А знаете зошто заокружуваме? Оти паметиме. Оти уште боли. Оти гробиштата се преполни. Оти болниците се преполни. Оти телефонските јавувања. Ние не збориме овдека за заебанци. И ја би сакал овде да збориме ај за теми за педерастија. И ја сакам овдека да збориме кај ќе имаме журка. И ја сакам овде да носам дисџокеи и да зборам со манекенки. Не, ние збориме за маката на овој народ. Па знам од каде доаѓа. И после ќе се прашате, зошто Букурешкиот договор? Затоа што ја носиме и маката на нашите прадедовци. И ќе ја носиме. И се додека е така, за оние што вршеле геноцид врз овој народ, а денеска македонци го поддржуваат и го продолжуваат, ја нема да продолжам освен со вакво лудило. А ја да замолкнам, само да ги отворам телефоните, истово ќе го зборите. Може нема да урлате, може би ќе бидете посмирени, бидејќи вам ви е многу важна формата. О, види го, овој се дере, па ти си ненормален, ти си луд. Што е важно? Океј, мојата форма е за никаде. Збориме за суштината. Што ви кажав? Дали ви изложав? Дали судбината на вашите е лага? Дали оно што вие го паметите не е вистина? Длабоко се извинувам ако ве вознемирив или некого навредив. Простете ми. Лека ноќ и пријатно.